Во срцето на Македонија, онаму каде три реки го ткаат времето, расте еден град посилен од животот. Град на еснафот, град на мостовите, град кој ги чува во тишина сите огнови на балканските и светските војни, сите револуционерни движења, сите своји авангарди, индустриската експанзија, автентичноста на културата и сите символи на непокорниот дух на еден народ. Денот започнувал со мајтапчиите, а завршувал со сирчиите. Цутел Велес во време на едно ново раѓање се создавал градот на индустријата, на првите шарлагаджилници, тулаани и тутунски монополи. Се изградиле градските белези, се родил еден од најубавите христијански храмови на Балканот, црквата Свети Пантелеймон. Се извишила градската саат кула, за да ги брои часовите на велешење. Културата и уметноста станале битот на Велес, неговата најдлабока срж. Ниту историските премрежија, ниту освојувачите не можеле да го запрат растежот на духот на оваа балканска крстосница, што во периодот од 14 до 19 век ја донеле велешката црвена пролет. Овде се создадени првите драмски текстови. Овде најголемиот меѓу поетите напишал незаборавни стихови. Овде Джинот го отворил првото бесплатно училиште на народен јазик. Овде се случиле првите театарски обиди, се отворила првата библиотека, првото музичко училиште, се напишал првиот новинарски текст. И процутил градот. Добит ćeš i sote, i guleš, i mučkalicata, a i jedan sladoled, jer ti to zaslužuješ. Evo, izvoli, odaberi kaj hoćeš. Kaži zašto me ostavi i me oblisotaga, neka srećna zaboravi, beše so mene ti. Добре дојдовте во новото издание на Форум Импакт. Јас сум Стефче Дечев. Ова е предновогодишно издание во кое што имаме чест после промоцијата на најновиот филм, на низа представи поред, да го имаме на гости и велам добре дојде за Васил Зафирчев. Добро ве најдов и благодарам за поканата, Стефче. Како си ни драго ние да ти имаме денес за гостин? Одлично. Од повеќе аспекти сум среќен. Прво затоа што се видовме после долго време. Со години се немавме видов. Ќе ви бидам видено. гостин во подкастот. И трето што ќе си направиме убав разговор, нели? Ќе евоцираме малку спомени за настани кои не врзуваат никако Така, заедно. јас се сеќавам дека првиот семинар на кој што бев како дел од невладини организации беше Save the Children. И знам имав можност, тогаш беше, не се сеќам сега дали председател некој Така е, на така е, бев председател на Велес. организацијата во Велес. Тоа го работев Ми скоро испрати на 4 години. семинари, така ја си продолжив после со Така тој е, невладин така е. сектор. Така е. Но таму се сретнавме и оттаму ни започна пријателството. Подоцна во гимназијата Така. во Кочорацин во Велес и беше чест, нели, тогаш. Еве имавме предмалку можност и да погледнеме еден исечок од видеото од 97 година од Божикњата представа, која што ја спремаше професорката Мимоза и тимот на гимназија. Така, И еве, професорката Мимоза Костовска. поздрав и до професорката, мора да ја поздравиме, реков, и кога споменав дека ќе ни бидеш гостин, јас го побарав видеото за да го прикажеме. Да.
и рече многу да те поздравам. Благодарам. Посебен поздрав. Иако Мимоза не пропушта ништо. Буквално ме следи во се што правам. Тичер. Така е. Супер, драго ми е. Сега, после промоцијата, значи, споменав на најновиот филм во кој што си од главните улоги. Еве да почнеме можеби од тој момент, па ретроспективно ќе одиме наназад за твојата кариера, за представите, за наградите. Јас се трудев дури да ги пребројам некои од наградите и од представите. Изброев јас на она што е на интернет јавно достапно, се некаде околу 64-70 представи, но во разговор со тебе пред малку спомена дека се колку 130. 130. Значи тоа е околу За неполни 25 години професионално. Значи секој месец ако имаш представа, добро, тоа да, би било во- добри 7-8 Во години. оние први години од активната професионална кариера имаше години кога имав по 5 премиери годишно, така што тоа не е мала бројка. И сум благодарен за тоа што имав можност да работам така интензивно, затоа што нашата работа е практична и без оглед на она што сме го научиле на факултетот за драмски уметности, главната школа актерска е низ процесот на работа и низ професионалното искуство. Јасно. Само ќе те замолам поблиску да ни дојдеш до микрофонот или микрофонот поблиску до тебе. Да. Сепак сме Јас имали дојдов подкаст. Да. Ете, во англиски чај уживаме сега и еве јас ќе споменам, веќе го спомнавме и филмот, но ќе ги споменам и некои од другите представи што ги најдов: Лонгплей, Божилакот и смртта, Емигранти, од почеток. Бесмртна, нели, за Уште од пиеса број младинското студио на 27, Велешкиот театар. Дупло дно, Принцеза Мразулка, Сон на летната ноќ. Кој друг да ги читам? Во Не мораш самотијата ништо на да читаш. Тие се памучните, меѓу Полиња, првите, Ана, меѓу првите четвртата улоги. сестра, еве доле ќе одам во... После имаме Сината птица, Дневникот на хулиганот, Крал Лир, многу, така. Много се. Која ти е омилена, еве? Тешко е да Тешко е да издвои се човек. каже Тешко тоа. е да издвои затоа што едни се драги заради процесот на работа. Други се драги заради провокацијата, нели, темата, улогата. Трети пак се драги затоа што се врзани со некакви награди, кои се некаква сатисфакција за вложениот труд, за уметничкото остварување. Други пак се важни затоа што се врзани во соработка со драги колеги, драги уметници. Така што тешко ми е да одвојам. Тешко ми е да одвојам затоа што во нашата работа, знаеш како е, секогаш се почнува од нула. Искуството да е важно, но процесот на работа е секогаш од нула. Просто создавате егрегор кој го полните со се она што е дел од вашето истражување, лично, професионално, гледачко искуство. Се разбира дека не сите улоги се врзани со доживеано искуство. Некогаш улогите се и предпоставени, нели? Се предпоставени во однос на психоемотивниот карактер на ликовите. Така што различно, не можам да одвојам. Јас Преко можам мајка да ги да прашаме одвојам кој оние е кои најомилено за мене дете. биле важни затоа што означиле некаква пресвртница во мојот личен и професионален живот, нели? Некои улоги се некаков граничен модел помеѓу нешто старо и нешто сосема ново. Така што јас генерално ме интересираат режисерски прочити, авторски, ме интересираат вистински уметнички провокации, ме интересираат теми кои се курентни, кои се актуелни, со кои публиката може да се идентификува не само на уметнички, туку и на личен план. Тоа е она што мене лично повеќе ме провоцира, но се разбира, јас сум репертуарен актер, така што воспитан сум да играм во различни естетики, во различни жанрови, да соработувам со различни режисери и секогаш да се обидувам да го дадам најдоброто од себе си, да бидам на она што е за мене веќе постигнато уметничко ниво. Јасно. Бога ми е обемен репертоарот, нели, за човек кој што сепак јас сметам дека е во млади години. Има благодарам за комплиментот. Јас сум веќе во средни, зрели години. Скоро 46 во февруари ќе полнам 46. Но не, јас сум едно големо дете внатре во себе. Отворен за нови искуства, отворен да учам, да осознавам. Тоа кај мене никогаш не престана. Таква е и нашата професија. Актерот мора постојано да учи, мора да е постојано таму каде што се суштинските текови и трендови на уметноста. А тоа секогаш е каде што се младите, бидејќи младите го носат секогаш
новото, прогресивното, различното. Точно, тока се согласувам и среќен сум што е ви во реализацијата на овој подкаст. Ке го поздравам еве сега и Димитар кој што ни е позади, Така е. камерите и Така е. другиот тим кој Важен што ни е дел во од фондацијата, реализацијата на подкастот. кои што ни се драги соработници, Така е. вклучени во поише активности. И сум среќен кога се вклучуваат и кога истражуваат и бараат да бидат вклучени по семинари, по обуки. Многу е важно тоа. Да. Многу е важно да им се даде можност на младите да создаваат. Утре на утро. Утре Новиот на утро. филм. Да. Ајде да раскажеме Најновиот нешто македонски повеќе филм. за него. Па еве во тек беа премиерите и проекциите речиси низ сите градови каде што има услови за кино проекции или кино прикажување. Мене ми е многу драго што иако е ова независен филм, нели? Филм кој што не е субвенциониран преку агенцијата за филм, меѓутоа кој што успеа да еве за овие неполн месец од почетокот на прикажувањето да оствари многу сериозен контакт со публиката и веројатно во моментов да е најгледаниот македонски филм на територијата на Македонија. Јас имав прилика да бидам на премиерата во Скопје и да бидам на премиерата во Велес и на премиерата во Струмица. Неверојатни беа тие искуства со присутната публика и она што тие го разменија со нас по однос на филмот. Генерално мислам дека направивме еден фантастичен филм кој што му се обраќа на обичниот гледач, на обичниот граѓанин. Тоа е еден филм кој што се занимава со животот. Што очекувате вистинскиот од живот? публиката да доживее очекуваме кога дека ќе го филмот гледа? ќе биде своевидна катарза за значени општествено-политички процеси кои што ни се случија во последниве 7-8 години, а за кои ние како народ, како нација, како држава немавме можност да ги артикулираме, нели да ги процесуираме. Некои од нив останаа длабоко закопани, некои од нив направија и своевидни фрустрации, недоразбирања, неприфаќање. Генерално филмот се занимава со животот на две жени, од кои едната е сопруга на поранешен премиер, а другата е македонка, а другата е ромка и се обидува да го најде своето место под сонцето, соочена со се она што представува системската корупција и системската дискриминација. Практично тоа се двете главни приказни низ кои што се преплетуваат и останатите повеќе од 100 улоги, нели 100 актери речиси. Што се појавуваат играат во филмот со поголеми или помали улоги независно, но генерално сите орбитираат околу овие две главни приказни кои што ова е филм за жените, Так. за силните жени, за силните македонски жени без оглед на етничката нели припадност. Кога говорам за македонски, говорам за во националниот, нели, со Так, националниот предзнак. Силни жени кои што можеме да ги побараме дури во почетоците на нашата историја. Некако ми се чини дека жените биле тие кои што го носеле главниот товар, нели? На одржување на она што ние денес милуваме да го кажеме како наш национален и културен идентитет, некои кои го пренесувале јазик, кои го пренесувале главните искуства за она што е наша традиција, што е наш идентитет, што е наша историја. Темелот што е она на со кое ние семејството. како народ треба да на се идентификуваме. И важно е што покрај нели таа системска дискриминација и корупција со која се соочуваат овие две главни героини на филмот, ликот кој што јас го толкувам е веројатно единствената светла референтна точка внатре. Играм еден ром кој што многу рано заминал во Италија, успел да создаде сериозен бизнис, да изгради име, да изгради искуство, но се враќа во сопствената родна земја затоа што има за цел да го пренесе тоа искуство, затоа што верува во тоа подобро утре и се обидува на некој начин нели да ја продолжи таа емансипација на сопствената заедница и да работи на тоа да што повеќе млади роми завршат средно образование, завршат високо образование и се вклучат во она што се актуелни текови нели на државата, на општеството. Така што А како се роди насловот еве утре? па тоа ќе морате да го прашате сценаристот и режисер Јани Бојаджи. Веројатно таа парадигма произлегува од таа е двозначна, нели од една страна може да значи и утре по Сабајле, нешто што никогаш Така, нели да, нема да се се користи. случи, но од аспект на мојот лик тоа навистина значи утре наутро во смисла на вербата за тоа дека утре наутро може да биде подобро.
затоа што ние утре наутро можеме да бидеме подобри луѓе од она што сме денес. Што е со проекциите на филмов сега, имате информации кога, Па каде во моментот се во тек проекциите низ Скопје, како што кажав, во тек беа и проекциите во Велес, јас присуствував на првата. беше распродадено, мислам, или поделено јас кога се Па вратив. во Скопје да, во Велес немам информација. Не постигнав да го Знаете погледнам. како, многу е важно што филмот тргна во кино прикажување затоа што тој е некаков обид да се врати публиката повторно во кината. Затоа што денес гледачите некако имаат потреба да се покомфорни, нели? Полесно да се погледне филмот на лаптоп или Кога на домашен договаравме телевизор, интервјуто, туку да се дојде јас видов на... дека е распродадено, нема билети, Па, нема да, во веќе повеќе ништо. градови беше распродадено. Во Скопје беа распродадени сите главни проекции. Так. Сега во тек се проекции во Охрид, во Виница, очекуваме да има премиера во Куманово, во Прилеп, секаде каде што може да оди дел од авторската и актерската екипа, нели, без оглед на нашите професионални ангажмани во театар, ние настојуваме да бидеме таму присутни, да бидеме во контакт со гледачите. Она што е моето искуство е дека филмот предизвикува баш едно потресно емоционално доживување, особено кај женскиот дел од публиката, што ми е посебно драго. Луѓето честопати немаат ни потреба да зборуваат колку се емоционално допрени. Имам чувство дека имаат потреба да си помолчат, имаат потреба малку да ги средат впечатоците и импресиите пред да се впуштат во некаков разговор, што повторно го говори тоа дека филмот многу директно комуницира со секој еден од гледачите без оглед на генерацијскиот јас, без оглед на тоа од која генерација доаѓаат. Филмот подеднакво успешно комуницира и со повозрасната и со најмладата генерација на гледачи, што ми е посебно драго. Карта не успеав да најдам за првата проекција, но верувам Надам дека да ќе видам. Јас за утеха сега... Јас исто така би сакал да си го погледнам филмот, нели, вака објективно, после премиерата, бидејќи морам да признам дека без оглед на тоа што ние знаевме какво е сценариото, знаевме зашто е филмот и која е неговата порака, ние на крајот на денот не знаевме каков ќе биде режисерскиот став, нели? Што режисерот ќе одлучи од целиот тој материјал да го стави во филмот. Морам да нагласам дека ние снимивме материјал за 4-5 епизоди од час и половина за еден голем серијал. Сега од целиот тој материјал овде се влезени само, нели, основните сцени кои што ја следат основната приказна на овие две жени на некои 2 часа и 10 минути, што исто така не е мало филмско време, но би сакал на некоја од следните проекции да одам и да си го погледнам филмот онака објективно, нели, без таа емоционална реакција која што имав на премиерата, затоа што морам да признам дека на крајот од филмот навистина многу е силен, многу е силна пораката и многу силно удира филмот, многу силно емоционално. Така што имав потреба да поседам малку подолго во салата. Не ми се слегуваше веднаш надвор и не ми се комуницираше со луѓе. Меѓутоа, знаете, беше премиера, имавме гости, мораше да се испочитуваат сите, и новинарите, и пријателите, и колегите, но би сакал да си го погледнам така објективно, нели, да го гледам малку по-професионално, иако се разбира. Впечатоците ми беа многу позитивни. И во однос на режисерот, и во однос на фотографијата, и во однос на колегите, сите кои што се појавија во филмот, си оставиле свој печат и си стојат во улогите кои што ги играат, се навистина верни, убедливи. И ми е посебно драго затоа што малку снимаме, малку филмови произведуваме и ми се чини дека таа поддршка на македонскиот филм е исклучително важна, не само од Сега имавме една ситуација во македонскиот филм дека за номинација за Оскар, не знам дали се... Дај Боже, јас многу ќе се радувам. Затоа што навистина во однос на соседите снимаме многу малку, со страшни дисконтинуитети помеѓу еден до друг филм, така што секој еден филм кој што ќе стигне до своја премиера го сметам за голем успех воопшто за државата и за фелата наша. Јасно. Еве, кога го отворивме тоа прашање, пред да преминеме, нели, во погледи на театарскиот дел, мислите ли дека се одвојува доволно буџет за, споменавте дека многу малку се снима кај нас, дали е недостаток на буџет за филмско представување? Не сум детално во тек кои се причините што произведуваме малку филмови, но генерално имаме добри режисери, имаме добри актери, веројатно нешто на што треба да поработиме токму сегментот на филмското сценарио.
Доста долго време бевме заглавени во некои историски теми од минатото, нели просто македонскиот филм некако флуктуира низ различни жанрови, низ различни теми, така што е тешко да се најде некој НЗС. Но како и да е, државата одвојува толку колку што одвојува. Прашањето е што, каде и како се инвестираат тие пари на крајот на денот, што тие филмови враќаат назад, нели, во однос на промоцијата, афирмацијата на државата, затоа што едно е филмот да го намените за домашната публика, а нешто сосема друго е филмот да го намените за интернационалниот пазар, затоа што стандардите и условите за работа апсолутно се разликуваат, така што е многу важно кому му се обраќате, која публика се обраќате, така што тоа веројатно зависи и крајниот успех на филмот. Но пак ќе кажам, без оглед на предизвиците со кои се сочува филмската фела, да не заборавам да кажам дека за разлика од театарските уметници кои што сепак имаат свој простор, нели, во кој остваруваат своја годишна плата, во кој имаат редовна работа, филмските работници буквално зависат од тоа дали се снима или не. Голем дел од вокациите врзани за филмот функционираат така што има многу колеги кои што од еден до друг филм чекаат можеби по 2-3 години, а при тоа многу тешко наоѓаат нешто соодветно за собствената вокација на нашиот пазар. Прво, ние немаме пазар за филмската уметност, како што кажав, имаме кина, немаме публика, така што има тука уште многу работи на ниво на стратегија за кои треба да се погрижи државата и оние кои што ги креираат и се најодговорни за културните политики. Јасно. Еден друг феномен на филм или можеби серијал, нели, нормално кога ви имаме за гостине да го споменеме и Преспав, така? Да, Преспав беше исклучително успешен проект, се разбира Мој пријател што ви е голем фан, Кристијане, поздрав и до него и други волонтери од младите. Многу луѓе се идентификуваат со тој проект. Споменав дека ќе сте гости, рекоа да ве поздрава многу. Благодарам од срце. Поздрав и од улогата тогаш и на Марио, така? Да. Јас имам чувство дека пред се произлезе од популарноста на целиот проект. Кога би одбрал лик кој што е како Марио или во новиот филм сега лик, што би целел повеќе? Некој лик што има тежина како држински лик или некој Марио беше многу комплексен или и покомплициран лик за изведба, прво затоа што добро, и овде играм на ромски, да, но ова е друг тип на лик во филмот. Марио беше што е тој момент за интересна психологија. Тоа е комедијата. Комедијата е најтежок жанр. Да. Затоа што комедијата се прави, таа не се игра. Таа треба однапред да се измисли. Имавме среќа што имавме добри сценарија, имавме добра екипа, актери со кои одлично се познававме, слобода да креираме, да предлагаме некакви решенија во однос на сценариото, да, во однос на ликот. Јас се сеќавам дека првите години сам си го средував текстот, бидејќи не играв на хрватски. Различно е. Преспав беше телевизиска играна продукција, филмот е нешто сосема друго, но како и да е, убаво искуство, кое посакувам да го заокружиме на некаков начин, дали со некаква следна сезона, дали со некој друг проект со истите ликови, не знам, но очекувам дека ќе имаме некаква завршница, затоа што навистина не достига, мислам дека Преспав општо е. Колку време не се снима веќе? 2 години. 2 години. Не достига, мислам дека секако дека ми не достига. Ама и општо и на луѓето, затоа што ние во меѓувреме не создадовме ништо друго. Да. Ни приближно такво, нели? Слабо стоиме и со телевизиската играна продукција. Значи, нашите приватни телевизии слабо инвестираат освен турските серии што ги гледат. Некои. Немам ништо против тоа, но сосема друго е кога ќе имаме наша домашна играна продукција на македонски јазик, нели? Тоа се за мене важни аспекти, нели? И без тоа немаме за што да разговараме. Да. Во поглед на Преспав, да те вратам на пример, се сеќаш ли на некој интересен или на заборавно смешен дел од снимањето, можеби што се случило? Многу ги имаш. И содржината е сега обемна, нели, станува колку серијали, беше смешен материјалот кој го снимавме. Некогаш беа смесни реакциите на колегите, нели? Ќе ви изненади колегата со некоја реакција на сет за која што не сте подготвени.
И добро, таа смеја е заразна. Па ги прекинувавме снимање. Многу често прекинувавме снимање затоа што не можевме да се собере, да станеме сериозни, Да се за да си одговори ја на завршиме, за да си ја што треба да се завршиме долови. работата. Да. Има многу такви ситуации. Урнебесно смешни. А И што тоа е, видите, тоа е логичен дел секогаш кога се работи комедија. Такви ситуации не се случували во театар. Дури и на изведба. А еве на театар кога сте например, што се случува кога ќе забори некој глумец текст? Ништо. Импровизација или Добро, спасуваме ние другите колеги, ако успееме да го вратиме на главниот колосек, ако Ако не, не, тука и представате дека суфлерот добие си нов врка текст. својата работа. Суфлерот и инспициентот помагаат. Се разбира. Јас сега говорам за креативно убави и решање. смешни ситуации. Не зборувам за ситуации, нели, боже мој, нашата работа е жива, никогаш човек не може да предвиди што може да се случи, нели, на сцена. што прави Васил кој ќе заборави текст? Која е Не, типична реакција? Ретко ми некоја? се случувало то, но ми се случувале други сериозни ситуации, од друг тип, нели? Да се спрепнете на дел од сценографија, да се повредите, некој да остави предмет кој што не е предвидено да стои таму, нели? Има многу висмеар ситуации. Човек треба да е секогаш многу предпазлив, секогаш тука и овде и секогаш со контрола на се што се случува на сцената. Театарот е колективна работа. Таа зависи од сите луѓе кои што се на сцената и зад сцената кои работат на представата, но се разбира. Непредвидени ситуации има секогаш. Некогаш Което се е пријатно, некогаш најкреативен не се излез. пријатно. Најкреативен излез себе како професионалец што ќе го препорачате и на младите да го користат. Како најкреативен? Најкреативен излез од таква сцена кога ќе се заборови текст можеби или Оф, не сакајќи да се повреди. ние актерите имаме и често пати и соништа во кои сонуваме дека забораваме текст, така тоа ни е нас главната како да кажам, главната обсесија. Меѓутоа, искуството ќе ве научи дека не секогаш е битен пишаниот текст од авторот. Бидејќи вие доколку точно го знаете подтекстот, односно она што е зад текстот, како мисла, вие секогаш и со своји зборови ќе го кажете истото, нели нема да биде како што е напишано од авторот. Сега тоа е малку полесно кога станува збор за современите текстови, но потешко функционира кога станува збор за стих, кога станува збор за класика, како Шекспир, Молиер, антика. Тука Таму не нема можете со своји импровизација. зборови. Нели, тоа се партитури кои треба така да се научат и така да се совладаат. Но генерално советот мој е тој, секогаш да се биде тука и овде и да се има контрола над се. Затоа што знаете како, и кога сме биле помлади и денес имаме колеги кои многу се внесуваат внатре во она што го играат и често пати не водат сметка за партнерите, за генералното дејство и тоа е за мене проблематично. Yes. Човек треба да е секогаш тука и овде буден. Затоа велам дека за да се бави човек со актерската професија треба да е првенствено во најдобра здравствена состојба, нели? Ништо да не ме боли, ништо да не ми пречи, просто да можам најкомотно и комфортно да го сработам она што сме го репетирале повеќе од 45 дена. А има ли некој актер или глумец кој што најчесто заборава текст или може Ти би ги кој знаеме што ние. прави комедија Има највеќе? актери кои се многу вешти во импровизацијата, има актери кои не се вешти во тоа. Тука не правам ниту споредба, ниту го сметам дека едното е подобро од другото. Најважно е без оглед на тоа што ние импровизираме на сцената и колку е тоа смешно, добро, креативно, творечки оправдано, да се вратиме на главниот текст за да можеме да ја продолжиме представата. Проблем е кога колегите импровизираат па после тешко се враќаат назад. Треба нови улоги тогаш да се измисли. добро. Но види, за публиката и тоа е интересно, затоа што комедиите обично публиката ги гледа по неколку пати. Така што и тоа е интересно, нели да ги лови тие разлики од изведба до изведба, па да коментира, ова на претходната изведба не го направивте вака, денеска го направивте подобро. Тоа е убавината на театарот, што е жив Така. и што се случува сега и овде, пред очите на гледачот. Ќе се вратиме сега на штиците што живот значат, нели, го споменавме филмот. Верувам дека има уште многу да се разговара и гледав дека доста и ваши гостувања по медиумите ми е драго. Да, имавме Верувам доста обемна медија агенда, што ми е посебно драго. Убаво е да се зборува за работите кои ги правим и убаво да се зборува и да се промовира македонскиот филм. Ќе збориме за тоа искуство филмски од друг аспект, но пред себе за театарот.
Последно на репертоарот во Велешкиот театар ја видов представата Мајка. Така е. Беше и представата... И комедијата Мало невино Мало убиство. невино Тоа убиство. се актуелните представи во кои во моментов играм на сцената на Велешкиот театар. Кој од овие два лика е најмногу те погодува или... Посебно драги ми се и двата. Различни. Првиот е лик во драматургија на Зелер, кој многу го сакам и го почитувам како автор. Тој според мене е еден од најавтентичните, најкурентните автори во светот. Човек кој што е во голема мера и автобиографски застапен во собствените дела, затоа што пишува за теми и проблеми кои го тангираат лично. Представата Мајка е дел од една поголема трилогија, Татко, мајка, син. Предпоставувам дека се сеќават и на Татко, исто е поставена сцената на нашиот театар, кој игра маестрално колегата Јордан Витанов. Представа која беше практично направена по повод неговото пенсионирање. Оваа представа Мајка е направена во чест на 30 годишниот јубилеј на колешката Зорица Панчиќ на сцената на Велешкиот театар. И драмска представа која се занимава со односите на мајката со таткото и собствениот син и неговата девојка, значи една тема која што е многу актуелна, со која се идентификуваат не само мајките, туку и татковците и децата и керките, нели? Секој човек ќе се препознае себе си во представата. Фантастична една приказна за мајка која заради некое свое психоемотивно нарушување, нели, преживува некакво нарушување на основната нормална комуникација со неблиските во семејството. Обидувајќи се, нели, да си одговори себе си зошто животот е така суров и зошто децата секогаш се проколнат и да ги оставаат и забораваат собствените родители. Една тема која што е и болна и многу поучна. Многу поучна. Представата одлично оди на репертоар, секогаш имаме полн сал на малата стена. А во однос на оваа другата представа, тоа е црна комедија, на исто така еден голем француски автор, Жан-Пьер Мартинес, исклучително многу застапен на театарските сцени низ светот, кај нас беше и претходно поставен со дел од негови текстови кои што беа сместени во еден перформанс кој што го направивме за време на корона кризата, се викаше Тој и та и имаше само свој интернет, нели, YouTube премиери. Тоа беше периодот кога практично не можевме нормално да работиме во театар и не смеевме да примаме публика и ми е многу драго што е сега повторно поставуваме негов текст. Една исклучителна комедија со 3 лика, каде што играм јас и колешките Кети Борисовска и Талија Настова, една урнебесна црна комедија, која што се занимава со едно мало невино убиство, кое што на крајот завршува со едно вистинско убиство. Играм еден пропаднат драмски автор кој што доживува еден неуспех со неговиот драмски текст и пропаст на премиерата, нели? И решава практично да направи една театарска драмска ситуација во реалниот живот и од она што, нели, ќе произлезе да го создаде својот нов драмски текст кој ќе се вика точно Мало невино убиство. Кога ја спомена комедијата, јас дефинитивно моја омилена од репертоарот е ја споменав и претходно Тоалет за дами представата. Да, Родолфо Сантана, исто така еден прекрасен латиноамерикански автор, представа која исто долго игравме на репертоар. Генерално нашата публика посебно ги сака комедиите и многу често се случува една иста публика да доаѓа по неколку пати на една иста представа. Палку потешко одат драмските представи. Меѓутоа, знаете како, ние сме репертоарен театар и мора да ги задоволиме вкусовите на различни делови од публиката, а исто така не смееме да заборавиме дека театарот не смее да биде да има само забавен карактер, тој мора да има и дидактички, мора да има едукативен карактер, мора да ја воспитува публиката на некои нови естетики, на некои нови жанрови и така да го гради, нели, естетскиот вкус. Жаран у кој што не си се обидел нешто, што мислиш? Па јас генерално почесто играм драмски, жанрот на драмата. А иако многу си ја сакам и комедијата, затоа што сметам дека комедијата е најкомплициран актерски жанр. А од друга страна, одлично ми дојде после 4 години драмски остварување, одлично ми дојде оваа комедија. Мало невино убиство, затоа што ми дојде супер како ментална хигиена, нели? Актерска, а од друга страна ми е многу драго што, еве,
4-5 изведби од премиерата ни беа однапред целосно распродадени, нели? Театарот го објавува репертоарот Карта на не крајот е. на месецот, за следниот месец и веќе се продаваат 5 изведби, што е го сметам за голем успех за нашиот театар. Јас се радувам кога салоните ни се полни, кога публиката редовни во голем број доаѓа на нашите представи. Да не заборавам да подсетам дека театарот во Велес е практично единствената активна културна понуда во градот. Јасно, јасно. Добро е што сепак и го имаме прекрасниот театар и остварувањето и можноста нели да публиката види нешто ново секој пат. Така е, се разбира, нашиот театар секоја година продуцира по неколку представи, дел од нив се од националната програма, имаат поддршка од државата, дел се од сопствени средства на театарот, така што не се само овие представи, ние имаме и други убави, драмски представи, комични, комедии и речиси секогаш играме пред полни. Кои се предизвиците во театарот еве што постојат сега? Имаме доволно глумци? Да. Кадровски се клучните предизвици. Ние добивме нова театарска зграда, имаме прекрасни услови за работа, со мала, голема сцена, камерна сцена, нели, кога и публиката седи на големата сцена, така играме ова мало невинно убиство, но во моментов сме 12 на луѓе во ансамблот. Сега бевме подсилени со двајца колеги, Кире Асевски и Сандра Танчева. Ми е многу драго што официјално станаат членови на нашиот ансамбл, иако од поодамне имаат своји улоги, своји представи во кои што играат. Меѓутоа, очекувам дека ни требаат уште актери, со цел да можеме, нели, по-брзо да работиме, поефективно и да бидеме во можност да создаваме и повеќе наслови, повеќе жанрови во текот на годината. Сега вака сме тие актерите, голем дел од актерите работиме паралелно и една и друга представа, тешко е тоа за да се издржа, воедно и се одржува вечерниот репертоар. Така што главниот предизвик е кадровски да се доекипираме и очекувам дека во таа насока ќе имаме и поддршка од државата, нели? И следната и последната година да примиме млади луѓе. Ние имаме доста млади луѓе од Велес кои се дипломирани и кои што се уште не се вработени, иако дел од нив и веќе активно работат во театар, не само актери. Сега кога споменавме млади нели ликови, нови лица кои што се спремни за театарска сцена, која е таа заблуда што постои кај младите, нели зашто сепак импактот е од социјални мрежи, дека ако се биде јутубер или не знам дека готово ти си звезда, постои ли некоја таква заблуда? Популарноста нема никаква допирна точка со вашиот професионален развој како уметник. Тоа се две различни работи, затоа што актерството е нешто што се учи сепак и се гради. Јас не би сакал да ги воопшто да се решаат. Тоа се апсолутно различни медиуми, со различни постапки, различни ефекти и на крајот различни добивки. Така. Кога разговараме сега за еден млад актер, патот е тој, значи континуирана професионална работа. Надградба, апсолутно, усовршување. вие практично учите, созревате, се градите себе си од улога во улога, од режисер до режисер, од екипа до екипа, така што исклучително е важно. Без оглед на тоа дали сте на платен список некаде или работите хонорарно, важно е да се работи, важно е да се создава. Да се опипа оној момент апсолутно, на... затоа што кога актерот не е цела присутен екипа на како се сцената, снима, тој практично не е веќе актер и тука се губи многу од она психоемотивна кондиција, таа која што е исклучително важна. Да. Затоа што кога актер е активен, кога многу работи, кога многу создава, е воедно и многу игра, се е многу полесно и се е многу побрзо. Јасно. Затоа и кај Васил имаме репертоар, ја споменав и на филмови, на представи. Да. Не се добројуваат. Добро. Фала му на Бога што е тоа така. Јасно, баш е. Јас никогаш и мојата професија не сум ја гледала само како професија. Тоа кај мене уште од самиот почеток стана начин на живот, нешто што ми го дефинира и личниот живот. Кога беше Затоа што тој... големи се одрекувањата. За да се бавите со актерската професија. Воопшто. Кој ќе ми текне... Уметноста ве бара цел. Во гимназиските денови знам дека тогаш беше пратен Па јас веќе од надпревар по седмо шансони. оделение станав член на младинското студио, Така? на тогашното младинско, кое подоцна повторно згасна. Така што на сцената на младинското студио работев никаде до матурирањето и практично уште во втора година гимназија јас бев определен дека
високото образование ќе го насочам Во глума. кон драмската во уметност, драмска нели кон актерската професија. Знае ли Васил да запее уште на француски? Знам дека беше и на надпревари не? по француски шансони. Да, бев победник на тој конкурс за најдобра француска шансона. Прекрасна една традиција која што ја правеше Францускиот културен центар во соработка со француската амбасада и тоа беше навистина една голема награда, нели, еден културолошки престој во Париз од 14 дена со највисоките представници на француската држава, од председател, премиер, градоначалник. Така имав прилика да го сретнам Ширак, да го сретнам тогашниот градоначалник на Париз. Тоа всушност беше еден голем франкофонски собир на кој што јас со таа победничка шансона на конкурсот овде ја представував Македонија, заедно со уште една шансона Кој ни брзајте на легендарниот композитор Ванчо Димитров, кое што ја препеавме специјално на француски. Прекрасно едно патување во кое што имав прилика да видам прекрасни работи врзани за француската култура, за француската држава, за француската историја и традиција воопшто. И точно тоа патување мене ми се поклопи и со приемниот испит на факултетот, така што затоа и не влегов на тој прв уписен рок, туку подоцна конкурирав уште еднаш во септември и тогаш практично ме примија. Некако на факултетот за драмски уметности, нели, во првиот уписен се примаат неколку луѓе, потоа уште неколку, затоа што голем беше интересот, а мала беше квотата, нели? Примаа само 10 студенти, 5 мажи, 5 жени, а конкурираа повеќе од 250. Од кои професори или колеги најмногу научи Васил? Се разбира, јас најмногу си научив од главниот професор на класата, почитуваниот Кирил Ристовски, наш голем актер и голем педагог. Исто така многу научив и од асистентот во првите 2 години, наш фантастичен режисер Владе Цветановски, а веќе во 3-та година за асистент ни дојде исто така голем наш режисер Зоја Бузалковска, од која што исто така многу научив, а потоа имав прилика и професионално да соработувам, така што од нив тројца практично тие беа и главни професори. Се разбира дека многу научив и од главните професори по другите стручни предмети, како што е сценски говор, сценски движења и танци, игра пред микрофон, телевизија, филм. Така што тоа се главните предмети од кои што се гради практично тој основен актерски занет, кој потоа низ работата се надоградува, се усовршува. Јас имав и среќа, нели, многу рано да почнам со професионални ангажмани. Имав среќа, имав дозвола од професорот, бидејќи до 3-та година не ви е дозволено професионално да работите за време на студиите. Меѓутоа, мојот професор, знаејќи дека јас веќе играв многу во Велешкиот театар, знаеше дека тоа важно за развојот на театарот во Велес, ми дозволи уште во првата година. Така што јас имав професионални ангажмани уште на првата година од студиите и веќе за 2 години стигнав до ниво да можам сам да се грижам за себе си во Скопје, без оглед што имав поддршка од родителите, а воедно и да инвестирам во професионална наградба, да посетам што е можно повеќе мастер-класови, воркшопови, нели, и тука и во странство. Практично да ги проширам своите видици со цел да откријам што е она што мене најмногу ме интересира, нели, во областа на театарот, и така стигнав до танц театарот, така стигнав до танцовите техники и изградив покрај, нели, класичното акторско мајсторство и некаква своја специјалност која што е во доменот на танц театарот, а потоа со мастерот во областа на театарската режија да го истражувам и постдрамскиот театар како засебен сегмент од историјата на театарот. Јасно. Бројните настапи, нели, остварувања и во филмската индустрија и во театарската сепак носат и бројни награди. Кај вас има и доста обемни награди. Некои само да ги споменам, од Бубамара, Златна Бубамара, нели, 2006-та. Да, има доста и професионални награди за популарност. 9 ноември наградата Велес, да, глумечки достигнувања, 2005-та за улога во Последниот маж во представата. Така има една награда за... Последна награда ми е наградата за улогата на Гејстон во представата Едвард II во режија на Жолдак. Практично јас и колешката Јована Миладинова понесовме 2 главни награди на фестивалот
Многу Актерот се, во наградите Никшич. исто се обемни, ми е драго, нели, Јас не ги ни бројам. кога читам за личност посебно И од не се ни Велес. важни, важни се само Јасно, затоа што но се е врзани признание, но е со признание. некаква, нели, се некаква валоризација за одредени остварувања по одредени улоги, но во однос на идните ангажмани апсолутно ништо не значат. Јасно. За секогаш се почнува од нула, секогаш се гради од нула, до каде ќе успеете, што повисоко и подлабоко стигнете во ликот, тоа подобро. Иако и фестивалите каде што се земаат наградите се исто така релативни, затоа што многу често имате чувство дека некои остварувања се посебно важни, но нема да поминат така забележани од фестивалските жирија. Нели многу е важно и кои се луѓето во жирито, што тие гледаат, што афирмираат. Да. Од повеќе аспекти зависи тоа дали еден актер ќе ја добие или нема да ја добие наградата. Ако ја добие убаво, ако не ја добие исто пак убаво, затоа што не завршува со наградите се. Тие се разбира, се многу важни затоа што се некаква валоризација на трудот, на вештините со кои вие располагате како актер. Но боже мој, Во многу поглед- пати се случило и некои улоги кои сум ги сметал за важни просто да не пропатуваат толку на фестивали и автоматски да немаат можност за соодветна награда. Но може би во некој идно време, ако се Па. повтори представа или... Со некои други улоги, со некои други представи. Маратон е. Нашата работа е маратонски. Идејата на актерската професија, според мене, е во тоа да траете што е можно подолго. Јас. И во таа насока, вака ми е, навистина, ми импонира просто, да речеме, со колегата Витанов Јордан, кој што ми е духовен татко во професијата, нели, еден од оние кои ме внеле во професијата од младинското студио, заедно со Слободанка Чичевска, со Младен Крстевски, кога гледам како се уште ги следи тековите и трендовите на театарот, чита, се интересира, активно игра, активно соработува со сите нас. Нема побаво од тоа, нели? Што е можно повеќе да траеме? Такви искуства претходно имав и со почитуваната Милица Стојанова, која што се мислете на 85 години играше во мојата постановка на Алма Малер во Тоа е заразно е веќе да Тоа е- човек тоа е живее голем едноставно успех, секој нели? ден Голем со- успех. Точно. на жена на 85 години со таква импозантна кариера, Да. која што се уште е гладна да Инспиративно. создава и да комуницира со публиката. Јас го сметам тоа за најголем успех и за најголема награда во нашата професија. Навистина. Во поглед на остварувањата што ги споменавме и филмски и театарски, има ли некоја реплика што не ти излегува од глава? Уа Шишкачи. Радован Трети. Овде на сцената на стариот Велешки театар. Има многу реплики има. Иако јас не можам Или да се текст. пофалам со тоа дека совршено добро паметам текстови. Мене никогаш не ми биле толку важни текстовите на ликовите, секогаш ми бил по-провокативен нивниот внатрешен свет, нели нивните внатрешни мисли кои стојат зад тој текст, така што улогите повеќе си ги памтам како чувства, како емоционални состојби, како поведение отколку како текстови, но да, има некои текстови кои ете останале, најчесто се од комедиите. Јас. Затоа што се некако и најпаролни, а и нив некако публиката најдобро ги памети. Тешко ќе запаметите сонет или монолог од Шекспир. Јас. Нели? Во поглед на она регионално или регионална соработка, нешто што малку се говори, а што го споменавме и претходно и на ручекот, беше моментот за вашиот настап на бугарскиот театар посебно во Пловдив Во беше. Пловдив, да. кој што Копродукција. Така, нели, споменавме еден од Тоа практично првите беше театари, ако не се меѓудржавна лажам. театарска копродукција меѓу два театра, меѓу Велешкиот театар и меѓу Драмскиот театар од Пловдив, кои Сега политиката си го прави своето што не Секогаш. поделува, нели, со наш Но видете, сотет, тоа е важно беше од повеќе аспекти. За мене 3. Првиот аспект е дека тоа е прва театарска копродукција во историјата на културната соработка меѓу двете земји и тоа во еден период на страшна политичка наелектризираност и кај нас и кај нив. Второ, беше важно затоа што тоа се случува во најстариот театар историски гледано во Бугарија. Пловдивскиот театар е најстарата театарска институција која има повеќе од 140 години историја. традиција зад себе, историја. Многу важно. И третата најважна работа е што на сцената на Пловдивскиот театар покрај на бугарски се играше и на македонски јазик. Тоа го сметам за
за една светла точка во насока на тоа како треба да го поимаме добрососедството со сите наши соседи. А ете политиката нешто што го поклопила. Како да ги надминеме проблемите кои ги создаваат политичарите и кои го кочат, кои ја кочат меѓусебната соработка, меѓусебниот соживување, развој. така, Сметам дека имаме да споделиме многу драгоцени искуства, од кои имаме и многу што да научиме, особено во поглед на театарската традиција, нели? Тоа се сепак институции кои имаат поголема театарска традиција од нашата, кои се веќе на големо вклучени во многу европски проекти, кои добиле европска поддршка. Така што не само во однос на Бугарија, сметам дека треба интензивно да работиме на културната соработка со сите соседни земји. Ние, да речеме, со србите исто така немаме некој политички проблем, но говорам сега за години наназад, поретко сме играле на тамошните фестивали. Еве сега ми е драго што нашиот театар барем последнава година, две, игра веќе на неколку фестивали, што значи дека и таму луѓето се отвораат кон нас и кон она што ние го создаваме. Сега во полето на филмот и на играната продукција е потешко заради јазикот. Да. Заради јазикот. Иако преспав, да речеме, продуцентите успеа да го промовираат во Бугарија, одеше на македонски јазик, на BTV комеди, значи на каналот за комедија на една од најголемите приватни телевизии, тоа го сметам исто така за голем успех за една македонски игра на продукција. Сега, што се однесува до другиот пазар, нели говорам за Србија, за јазикот кој гравитира кон српско-караватскиот јазик, потешко, затоа што македонскиот јазик младите генерации не го разбираат. Како што и нашите млади генерации сега не го разбираат српскиот, тоа е за нив исто странски јазик. Јасно, тоа е. Така што имаме тука многу да работиме и не мислам дека е само важно фестивалската соработка, бидејќи фестивалите се сами по себе ревијални, нели одите, играте и се враќате. Важно е да создаваме заеднички проекти, да наоѓаме начин како тие проекти да ги пласираме на европската мапа на театри и фестивали. Јасно. За мене тоа многу поважен сегмент. Сега Така што овој пример од Бугарија е така, важен. Така, го споменавме дека беше поклопен од политиката. А да не говорам и заради можноста... значајно нешто кое треба да се спомена. А да не говорам за естетичката, уметничката провокација на проектот, да работиме еден фантастичен роман на Алесандро Барико, кој во истиот период кога ние имавме премиера, имаше филмска премиера Анджелина Џоли со Селма Хајек. Тоа е истото дело. Овој пат во една сценска верзија и режија на најголемиот режисер кој Бугарија во моментот го има, од европски формат, Диана Добрева, прекрасна актерка и прекрасен режисер, со кој што исто така имавме фантастична соработка, од која што имаше многу што да се научи како ново искуство, особено во начинот на кој таа ја третира актерската игра и воопшто актерите на сцената, а да не говорам за незината визуелна естетика. И ми е драго што представата успеа барем да дојде во рамките на фестивалот МОД во Скопје, игравме во албанскиот театар, но за жал немаше можност да ја играме во Велес, заради тоа што представата е врзана со ротација. А ние во театарот во моментот ја немам инсталирано ротацијата, заради тоа што се користи модуларната технологија на сцената. Така што велешката публика немаше можност да ја види, но тоа што е. Отворена можност, можеби ќе ја постават повторно. Важно е дека тоа го направивме успешно и ќе остане запишано во аналите дека имаме и светли примери на соработка со нашиот источен сосед, а не сме така заглавени во минатото и во однос на тоа кои се тие, кои сме ние. Пречки бариери. Мислам дека треба да се или можеби наметнуваат, да се почитува реалноста. Так. Да се почитува она што нас не прави автентични по однос на нив и на она што нив ги прави автентични по однос на нас, без оглед на тоа дали имаме сличности. Се разбира дека имаме сличности, како што имаме сличности со сите балкански народи. Ние имаме многу сличен менталитет, имаме многу сличен начин на чувствување, навики на животно функционирање, животни навики, кујна, односи меѓусебни со луѓето. Да се посветиме на тие убавите нешта, односно да почнеме да гледаме напред, без да се вртиме на тоа што било назад во минатото. Тоа никому добро
Никогаш не донал. Споменавте некои имиња, нели, од таа светска или регионална театарска сцена или филмска. Во иднина, например, со кој режисер или еве некој улога или глумец или глумица би сакал да се видиш во некоја соработка или проект, филмски или Има театарски? повеќе. Ки има повеќе. Мене ме интересираат нели режисери кои што имаат некаква автентична естетика, особена поетика. Еве да речеме, јас потајно имав желба да работам со Жолдак и тоа ми се случи. Нели дојде Жолдак по трет пат во Македонија, нели првите две представи ги направи во Националниот театар наш. Го сметам тоа за исклучително големо искуство, не само за себе, за сите кои беа вклучени во проектот, иако за жал од целиот ансамбл на нашиот театар во проектот останавме само јас и Јордан, од кој што само јас од ансамблот, бидејќи Јордан беше гостин, нели, гостин актер. Така. Но играат доста млади колеги. Многу е важно тоа. Големите режисери секогаш зад себе носат и голема методологија. Ве учат на некои алатки, вештини кои што немате прилика да ги научите работејќи, нели, само овде со режисери кои произлегуваат од нашата школа, бидејќи школата е многу важна и многу различна. Знаете дека во театарот едно е Станиславски моделот, сосема друго е Ли Страсберг, истото тоа важи за режијата. Нели, сосема е поразлична западноевропската од источноевропската школа, и тоа се гледа и во естетиките, во представите, иако генерално од моите искуства со режисери од надвор дека имаме добри актери. Добри актери кои што само треба да сакаат да се отворени да учат и да се храбри да се впуштаат во некои поинакви методологии на работа кои што понекогаш човек може да има чувство дека се многу војнички, челични, нели драматични, тешки, но во тоа е предизвикот, нели да се помине некој нов пат кој што може да не однесе до некое ново место. Јасно. Во која улога Васил би сакал да се види себе си во Оскаровската вечер? Ако имаш таква можност, предиспозиција, желба некогаш. Па имав јас таква прилика еднаш. Со еден филм кој што потоа стана, нели, Оскаровец. Пијанистот. Така, да. Полански. Јас ново се остварување. пријавив на кастингот тогаш во Коверт Гарденот. Сосема други победи не успеав да отидам, прво од финансиски причини, потоа што во истиот период го подготвувавме дипломскиот испит, Така. нели бе врзан со колеги со кои што требаше заедно да дипломираме, така што не успеа тоа. Филмот потоа, нели, ја доживаа својот оскаровски успех, прекрасен филм и прекрасно стварување. Тој момент беше гледаш таму. го изумив. Адриан Броди, Так. прекрасен актер. Тоа беше наистина големо негово лансирање по светски рамки. Тешко е тоа со кастинзите затоа што човек треба да е таму. Не можете да правите кариера некаде надвора да живеете дома. Невозможно е. Треба да сте таму, често да сте присутни, иако во голема мера и аудициите имаат фактор на среќа. Многу е важно она што вие го нудите да е истоветно со она што го очекува режисерот за одредена улога, нели? Затоа што една иста улога може да одиграат различни актери, слични по својата природа или по своето знаење, но многу е важно што гледа режисерот и што режисерот валоризира за одредена улога, така што јас не сум се занимавал толку многу со тоа. Едноставно, човек треба секогаш да се труди да го даде најдоброто од себе си без големи очекувања. Затоа што не е убаво човек да има големи очекувања, и големите очекувања носат големи разочарувања. Јас секогаш се обидував низ целата моја професионална кариера. Еве 2027 славам официјално 25 години јубилеј од моментот на дипломирањето, иако јас нели почнав со активна кариера многу порано, но еве тоа си го сметам така како официјален почеток. Некаков момент кој што би сакал да си го прославам со колегите, со публиката. Во текот на целата моја кариера се обидував да одам цврсто на земја, како што кажав, без големи очекувања од другите, туку со големи очекувања од себе си. Во смисла на тоа да напредувам.
да бидам подобар денес од тоа што сум бил вчера. И секогаш да се трудам да го дадам најдоброто од себе во рамките на условите кои ми биле понудени, бидејќи квалитетот на сработеното многу често го дефинираат и условите, особено во доменот на филмот. Во театар може да помине и импровизација некаква во однос на дизајн, сцена, костим, но филмот си е скапа уметност. Јасно. Што е она што еве денес би им го препорачал на низа млади кои што сакаат да се отстварат во актерските води или се на свој почеток да тргнат по тој актерски пат? Што е она што би им препорачал? Би им препорачал да одбираат институции кои што навистина може да научат. Да се остварат или? Да научат. Бидејќи актерската професија е пред се занает. Многу е важно да имате за професор и за ментор да имате човек кој што уме да го пренесе знаењето и искуството. Има многу добри актери кои не се добри педагози. Не умеат да го пренесат знаењето и искуството. Тоа е најважното. Второто е да никогаш да не остануваат само на тоа што се нуди во рамките на факултетот, затоа што тоа е само една лепеза од алатките. Нели? Да инвестираат во професионално усовршување, воркшопови, соработки, голем дел од нив се дури во доменот на независната сцена, не се секогаш во доменот на мејнстрим, нели, театрите. Но да никогаш да не престанат да учат. За мене тоа е рецептот на успехот. Тоа е, еве, ни го говореше еден Жолдак, кој што е светски режисер, нели? Некаков светски стандард за нашиот театар. Тој ти го вели истото, дека човек никогаш не треба да престане да учи и да се надградува. Секогаш има нешто ново што треба да се открие, нешто ново што треба да се научи. Многу е важно да се биде во центарот на збеднувањето, за нели активно да го почувствувате тоа ново како енергија, како мисла, нешто што може да ви биде провокација за идна улога, за идна представа, за некој ваш авторски проект. Секое време си носи своји предизвици. И јас кога дипломирав не беа идеални работите. Тогаш па имаше забрана за вработување. Воопшто не се ни вработува актер. Јас со години работев во Стариот Велешки театар по договор на дело. За некакви мали пари. 8, 9, 10 илјади денари. Без платени придонеси, без платено здравствено осигурување. Но не престанав да се борам, затоа што верував во себе си, верував во она што го носам како талент, како знаење. Но генерално моето главно оружје беше трудот и трпеливост. Трпеливоста. Во уметничката професија нема инстант добивки, инстант вредности. Се е пат, се е постојано докажување и се е постојано некакво растење нагоре во професијата, подлабоко во себе си. Дали сега остварен Васил како професионалец и актер би го посоветувал еден Васил што би бил на почеток на своја кариера да започне повторно актер? Апсолутно. Или ако не би бил актер, што би бил? Па јас Ти размислувал ли некогаш? Јас имав интереси надвор од уметноста. Во општествено-хуманистичките науки, во природните науки. Мене исклучително многу ми интересираше астрологијата и астрономијата. Јас дури некаде до првата и втората година на средното образование, некаде во себе си размислував дека може би е добро да студирам астрономија во Белград. Го имав тоа како опција. Но превагна уметничката предиспозиција. И не случајно. Затоа што, иако јас првата представа ја гледав во животот кога имав само 7 години, тоа не случајно беше представа со Петра Прличко. Значи сум прилика да го гледам во живот човек. Да. Прекрасно искуство. Театарот мене од стартот ме освои, но попатно јас завршив и нишо музичко училиште, свирев кларинет, значи ме привлекуваше многу и музиката, иако генерички мојот контакт со уметноста беше првенствено преку танцот, но бидејќи во Велес немав каде да го развивам тоа. Моите родители не беа во можност да ме носат во Скопје, нели да посетувам Нижобалецко училиште, па потоа да запишам средно. Мене театарот некако ми дојде како супер мегдан кој ми ги обедини сите тие мои уметнички страсти, нели, икон музиката, икон танцот, икон пишаниот збор, икон рецитацијата.
Бидејќи јас и бев доста активен во литературните и во рецитаторските секции, и во основното и во гимназија подоцна. Така што се разбира дека ме интересирали и други работи. Моите родители очекуваа дека можеби ќе бидам успешен правник, успешен доктор. Не беа баш многу среќни кога им кажав дека одбрав уметност. Меѓутоа, тетка ми покојна го препозна талентот во мене и од неа имав отворена поддршка дека јас треба да продолжам. Во таа омилена насока се разбира, професорка кога моите Бисерка, родители така? веќе ги видоа првите мои улоги, представи, нели на сцената на младинското студио, сватија дека тоа е нешто не само што јас сакам да го правам, туку нешто за што реално ме бива. Збориме за професорката Бисерка. Да. Така, да. Да. Мојата омилена од забавиште. Да. Добре, Тетка ми што ја всушност ме спомена. однесе во младинското студио. Аха, Нели? таму е почетокот, значи. Да. Таа ме однесе и на првата представа. Што е сега оно ново што се спрема? Еве, сега е најновото, нели го споменавме на почетокот. Јас и во филмот, моментов не и работам ништо промоциите. ново. Така. Сега баш сум во период малку на креативен одмор, што се вика. Добро, и новогодишни празници, божикни се сега. Но си играм репертоар. Осмислување за наредна година. Да, си работам на мојот следен авторски проект. Во фаза на подготовка сум за она со кое што сакам да го прославам јубилејот. Нема да откривам ништо сега, нека биде Ки изненадување. чекуваме, да. Како? Ки чекуваме. Па да, 2027 би требало да се случи тоа. Планирам да вклучам внатре неколку активности, неколку проекти, нели, под идејата за моите 25 години актерска кариера. Но со нетрпение си ги очекувам следните ангажмани во театар. После новогодишните празници ќе продолжиме веројатно со репертоарот и веќе од февруари ќе почнеме со некоја нова продукција. Немам увид во тоа што следно ќе се работи точно, каде би бил вклучен, така што отворен сум за се. Што и да е, ќе ми биде предизвик и ќе ми биде задоволство. За нова година, божикни празници, каде ќе бидат? Ќе бидам најверојатно дома. Ќе го искористам времето малку да им се посветам на моите најблиски, на родителите, на фамилијата. Затоа што е вака на кратко само се гледаме, ама сега ќе имаме можности заедно да си празнуваме и да си се видиме малку поинтензивно. Што посакува Васил за себе или не знам за најблиските од Здравје, 26-та добро година? здравје. Посакувам само добро здравје. Се друго знам и умеам да направам сам. Добро здравје. Тоа ми се чини дека е најважното за секој еден човек, а особено пак за еден човек кој што се бави со уметност. Мислам, актерот ако не е здрав, не е актер. Yes. Така што од тој аспект здравјето ми е најважно и сум човек кој што уште од самите почетоци, а особено сега кога влегувам нели во некакви средни животни години, некакви зрели години, професионални, многу да внимавам на себе си, на сопственото здравје, на некакви здрави навики животни, некаква физичка активност. Тоа е индивидуално, кај секој актер, меѓутоа јас имам некој свој систем нели на активности со кој што си ја одржувам и енергијата и сопственото здравје, а воедно и кондицијата за она што го бара професијата од мене, а се разбира, секоја улога си има свои услови, свои стандарди, така што настојувам да одговарам максимално професионално и на висина на задачата на се што ми доаѓа во пресрет. Убаво беше да се слушнат и сите твои препораки, размислувања, нели, и сугестии, затоа што ние доста работиме како фондација и во создавањето нови проекти со млади. Така. Кај тебе, знам, беше дел и од Рацинови средби, беше и од Дајте музика, од повеќе многу проекти и манифестации на градот. Така, Јас од секогаш сум давал отворена поддршка на се што се прави во градот и неслучајно и одлучив својот професионален живот и својата кариера активно да ја создавам токму во Велешкиот театар. Тоа не значеше дека немав прилики да одам во други театри, дека немав понуди, но сметам дека е многу е важно тоа што го правиме овде во Велес. Не само затоа што е мој роден град, туку затоа што е и град кој што зад себе има традиција врзана за значајни имиња и дела од областа на културата и уметноста, и мислам дека тоа ние како наследници на тие великани тоа имаме обврска, задача и долг да го продолжиме, да го правиме и да го правиме на најдобар можен начин. Јасно. И опусот, она што го имаш и пред себе во својата професионална
историја и биографија, нели, верувам дека не прави сите горди. Ти благодарам. Да, ти имаме и општо лично денеска да бидеме благодарам. почестени со твоето присуство и во Имаме што нашиот повеќе подкаст. такви личности во градот. Да, верувам дека Многу е важно, си не добра само во областа на инспирација. културата и Да, и уметноста. кај младите. Во сите сегменти на општественото живење на Велес, мислам дека градот навистина преживеа големи предизвици. Низ разни премрежија, низ разни општествено-политички контексти, но она што е особено важно е да не престанеме да го развиваме Велес онака како што е добро за него и онака како што на крајот на денот градот и Велешани заслужуваат. Така, ти посакувам и 2026 да ти биде една успешна, Ти благодарам. плодна година и на поле и на филми, на театар или на благодарам. други проекти, нели, ако се родат и појават. Според најавите ќе биде исто активна Ние имаме година. исто како фондација 3 јубилеја, па може би ќе се Супер. најдеме, Ќе дека се се најдеме најдеме на нешто. некој. Имаме Ќе се едно најдеме. размислување за нешто што го започнавме, така да може да поразговараме и дополнително и за Одлично. една младинска Имаме само убави поводи за продукција, средби. за едно шоу. Убави поводи за разговор. Так. Ти благодарам уште еднаш за Ми поканата. беше големо задоволство. Посакувам убави празници, убава креативна и исполнета 2026. Тебе на целата екипа која стои зад подкастот и на сите Проектите што гледачи ги имаме така. покрај малите лаптоп екрани. Па да, и сега и големи може да видат него Може ти екрани. големи. Кој како се милува. Ми беше уште еднаш навистина И мене, големо и задоволство, задоволство уште и еднаш живење. благословена, успешна, Ти радосна година, посакувам и празници за тебе, за твоите благодарам. блиски. Да се видиме и да поразговараме и за нови проекти. Секако. Историјата на твојот опус и дело е голема, но еве доволно беше, мислам дека накратко Одлично. да украдеме Сосема делот. доволно. Јас не од сум онаа многу љубител, агенда. нели, тавтолошки кога се повторуваат работите. Мислам дека убавината е Зачнавме на во повише спонтаност. работи. Так, Во так. спонтаност и во енергијата што можеме да ја почувствуваме и да ја споделиме. Уште еднаш благодарност за Благодарам гостувањето и почитувани гледачите на овој форум Impact подкаст. Останете ми во добро до наредното видување. Имаме уште еден подкаст во оваа година и наредната година верувам дека ќе биде и за нас плодоносна со низа нови проекти, низа нови активности. Останете ми во добро и убави празнични и предновогодишни денови.